Титовата порака трудот е најголема гордост на човекот, е инспирација за околу 250 работници од 21 организација на здружен труд од областа на текстилната индустрија од Социјалистичка република Македонија да покажат се што знаат и умеат, се разбира од кругот на својата работа во рамките на четвртите надпревари на текстилните работници што се одржаа во Битола во почетокот на овој месец. Во рамките на четвртите надпревари на текстилните работници од Македонија, покрај оној практичен дел во кој се согледува познавањето на младите работници од нивната професија, има и така наречен теоретски дел. Присуствуваме на него и разговараме со другарката. Се викам Ристова Љубица од работната организација од модната конфекција Сива од Штип. Љубица, дали учествуваш прв пат на едно вакво надпреварување? Не, ова ми е веќе втори пат како се надпреварувам на овие надпревари. На твоето прво надпреварување, односно на твоето прво учество на надпреварот на текстилните работници од Македонија, дали имаше некој подобар резултат постигнат? Тогаш имавме сите групно земено прво место и второ место исто освоено. Колку е значено едно вакво надпреварување за еден млад работник? Дали воопшто тоа има подоцна одраз во твоето работење, кога ќе се врати, се разбира, во работната организација? Да, тоа има многу големо значење, со тоа што можам да се пласирам на исто така лани се пласирав првото место го освоив во Охрид, а исто се истакнувам како добар работник од својата основна организација. Молам, представете се и кажете ни која работна организација ја представувате? Ја представуваме работната организација Битола Текст Битола. А дали до сега сте имале можност да присуствувате на вакви надпревари? До сега не сум имала можност да учествувам во вакви надпревари, учествувам за прв пат. И што очекувате од тестирањето и од утрешните надпревари на оваа манифестација? Очекувам награда. Вие сте член на жири комисијата, ве молам, представете се и кажете ни на кои се прашања одговараа представниците во теоретскиот дел од надпреварувањето. Јас сум Ангелов Александар, дипломиран инженер текстилен технолог. Нашите работници одговараа на прашањата од областа на стручноста, конкретно да речеме овде во ткањето, и од областа на самоуправувањето. Изненадува квалитетот на работниците наши кои што овде одговарат. Стварно е ова на едно завидно ниво. Системот се состои во тестој и сите тестои се скоро одлично одговорени. Значи прашањата од областа на стручноста, видите, ева другарка се фино одговорила, ево овде исто така е одговорено позитивно. Се негде како некои прашања се двосмислени, има некои така одговори, што не се, меѓутоа купно така земено, задоволува, стварно задоволува. Покрај теоретскиот дел, текстилните работници од Македонија на четвртиот надпревар ги презентираа познавањата и практично во погоните на фабриките Битола Текст, Илинден, Иднина и трикотажата Перистер во Битола и во текстилниот комбинат Отекс во Охрид. На третото надпреварувачко место во Битола Текст се наоѓаат надпреварувачите за премотување на предил. Се викам Атанасов Сканица, работничка при текстилната индустрија Билјана од Прилеп. Во нова надпреварувачко место, вие ќе премотувате предил. За колку време треба да го премотувате во предил? Зависи од нумерацијата и зависи од аплен. Самото доаѓање овде на овие четврти надпревари на текстилните работници, како ти избрате во твојата работна организација? Од мојата работна организација ми избра работниците како најдобар работник.
доаѓаме на надпреварувачкото место за плетење, со нас е еден член од жири комисијата. Како се викате? Јас сум инженер Киве Чапкуновски, член, како што напоменавте, на жири комисијата за плетење и премотување. А вие инаку сте од текстилниот комбинат Битола Текс? Текстилниот комбинат Битола Текс Битола. Нова надпреварувачко место за плетење, а потаму и ова за премотување на материјал. Колку надпреварувачи се надпреваруваат денес? На работното место плетење се надпреваруваат 7 надпреварувачи, додека на работното место премотување се надпреваруваат 12 надпреварувачи. Колку време е потребно да се за еден надпреварувач во плетење? За еден надпреварувач во плетење потребно е, значи, односно времето зависи од парчето, односно плетате одредено парче и времето на исплетеното парче, односно завршувањето на тоа парче представува и време за тоа парче. А како ги оценувате надпреварувачите? Надпреварувачите се оценуваат со одредени поени. Ние комисијата имаме составено ранг листа и према нејзе се бодираат спрема од показателите кои ги добиваме за време. Според квалитетот на производот или според времето? времето? Квалитетот на производот и времето за изработка, исто така се оценуваат и поените за направениот отпадок на истото. Во рамките на четвртиот надпревар на текстилните работници од Македонија учествуваат и работниците од модната конфекција Стибо Штип. Ве молам, вие дали учествувате прв пат на еден ваков надпревар на текстилните работници? Да, прв пат учествувам во текстилните надпревари. А овде во иднина вие се надпреварувате во изработка на некои модели, конфекцијски се разбира. Дали сте задоволни од она што го покажавте досега? Па мислам да сум задоволна до сега од таму. Се разбира, во конфекцијата иднина се надпреваруваат и домаќините, нови четврти надпревар на текстилците. Вие сте исто работена во токму во овој погон. Дали представува тоа некоја предност за вас, бидејќи веќе подолго време работите на овие машини? Мене ми се чини дека не представува никаква предност, бидејќи и во другите фабрики работат на овие машини и мене ми се чини дека ќе бидеме исто така. Тоа зависи од способноста на самиот работник, се разбира. Дали си задоволна самата лично од она што го покажа на ова надпреварување пред жири комисијата која е составена од работници од повеќе работни организации? Сум задоволна од такмичењето и мислам дека се такмичиме сите заедно, вака да добиеме награди. Сега ќе видиме жири комисијата како ќе одлучи таа награда и кој ќе биде првак. Во рамките на четвртите надпревари на текстилните работници на Македонија покрај работниот дел се одржа и неколку пропратни манифестации, како што е изложбата Човек и текстил и неколку модни реви. На нив имавме можност да видиме дел од производната програма што ја подготвија група млади работници од текстилниот комбинат Битола Текст од Битола. Еден од тие млади работници е и модниот креатор Мирјана Чучукова. Мирјана, кажете ни колку време и како работи тимот кој што ја креира производната програма на Битола Текст? Тимот што ја креира нашата производна програма работи 8 години. Во него се доста млади луѓе кои се повеќето стипендисти на Битола Текс, бидејќи Битола Текс стипендира за комбинатот за предилници за трикотажа доста млад кадар. Исто така, почнувајќи од креација, тоа кога почнува првиот модел, се дава скицата, оди понатаму кај моделарите се исплетуваат првите парчиња, првите модели кои одат понатаму за производство. Во моделарница се изработуваат и ревиални колекции кои се прикажуваат на реви, како што имавме прилика да видиме овие денови за текстилијадата на Битола Текс и за прославата на 15 годишнината на нашиот комбинат. Кажете ни дали имате соработка со некои други работни организации? Имаме соработка со Центарот од Белград за современо облекување, исто така со Центарот за современо облекување од Скопје.
четвртиот надпревар на текстилните работници од Социјалистичка република Македонија учествуваа најдобрите избрани од 20.000 текстилци, колку што учествуваа на преднадпреварите. Мото на сите учесници беше: важно е да се учествува, а не е да се победи, но сепак на најдобрите од најдобрите им беа доделени пригодни подароци. Средбите во Битола завршија со договор за одржување на наредните 5 поред надпревари на работниците од текстилната индустрија, кои се очекува да бидат уште помасовни и поразновидни по надпреваровачките дисциплини. Во 1920 година во нашата земја е формиран Феријалниот сојуз на Југославија. Оваа општествена организација што опфаќа младина е една од најмасовните организации, а бидејќи годинава прославува 60 години од своето постоење, тема на нашиот втор прилог во оваа емисија е Феријалниот сојуз, неговата работа, членството и се она што организира Феријалниот сојуз. Феријалниот сојуз на Југославија денес е колективен член на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, како најширок демократски фронт на младата генерација на Југославија и својата активност ја заснива на револуционерните традиции на младинското и студентско движење, на негувањето, зачувувањето и развивањето на тековините од народно-ослободителната борба и социјалистичката револуција, развивајќи кај младите социјалистички патриотизам, братство и единство, интернационализам, солидарност, другарство, меѓусебно зближување и разбирање, самоиницијатива и други позитивни човечки особини. Членот на председателството на Феријалниот сојуз на Македонија, другарот Зоран Зелениковски, е наш прв соговорник. Другар Зелениковски, кажете ни која е основната цел на Феријалната организација? Па Феријалниот сојуз на Македонија е општествена организација која во оваа година, кога ги одбележуваме 60 години од постоењето, брои некаде во нашата република околу 30.000 членови. Инаку организирани се во 24 општински организации на Феријалниот сојуз во републиката, со околу 240 основни организации каде што работат и делуваат феријалците. Инаку, кога говориме за целите на организацијата, една од основните цели е нашата порака, запознаат татковината за да сакаш повеќе, преку која порака ги одбележуваме и негуваме традициите од нашата славна епопеја на Народно-ослободителната војна. Воспитната улога на Феријалниот сојуз се состои во тоа да младите луѓе само со едно запознавање на нашата татковина, со патувања, логорувања, излети, маршови и така натаму, ја запознаат нашата татковина, а секако тоа значи и една поголема љубов кон неа. А кажете ни под кои услови феријалците ги изведуваат акциите? Па кога говориме за условите за организирање на сите овие активности, вредно е да се одбележи дека Феријалниот сојуз на Македонија и пошироко на Југославија беше еден од основачите на идејата за бенефицирано патување и користење на сите овие услуги кои што ни ги нудат транспортните предпријатија, железницата, јат и така натаму. Инаку сето тоа допринесува да со една помала свота на пари, така како кажеме, да младите од нашата република може да прошетаат и ја запознаат нашата татковина, да присуствуваат на многу акции и манифестации. Од една страна, а сепак, ако се осврнеме критички, ние и на нашите седници заклучивме дека овој регрес кој што го користиме и сите овие бенефиции што нашето општество ни ги пружа, треба да ние сите општествени организации и Сојузна социјалистичка младина кои го ово истиот покриваат, да се договориме, да можеби направиме еден општествен договор и да најдеме еден инструмент за како
се и на кој начин исправно да ги истите овие регреси користиме. Во рамките на феријалната организација постојат и повеќе феријални одморалиште. Токму затоа во нашата емисија го поканивме управникот на феријалното летовалиште, студент во претвор другарот Панде Димитровски. Панде, под кои се услови феријалците можат да летуваат, да се одмараат во одморалиштата на Феријалниот сојуз? Феријалниот сојуз на Македонија со својата материјална база има опфатено 4 објекта. И тоа феријалниот дом Благој Шишовче во Скопје, потоа феријалното летовалиште Младост во Охрид и објектите на Преспанското езеро Студент и Преспа кои се лоцирани во туристичката населба Претор. Панде, што се им пружаат овие феријални објекти на феријалците кои што престојуваат во нив? Пред да кажам што објекти на Феријален сојуз им нудат на феријалците и на сите млади од нашата република и нашата земја, би сакал да кажам дека феријалците до пред 2 години, до пред земјотресот што го зафати Црногорското приморје, го има и својот објект во Доброта кај Котор, феријалното летовалиште Скопје. За жал летовалиштето е рушено и сега младите од Скопје и од цела наша република и феријалците не можат да го користат. Дали постои некоја иницијатива да се обнови тој објект? Феријалците од Македонија, председателството на Македонија и на градската организација Скопје презеде сите можни мерки за реновирање на објектот, за негова повторна употреба, но за жал остана само на разговорите кои се правени со општествено-политичките структури. Овдека феријалците од Македонија предлагат дека треба да се преземи хитно мерки објектот барем за наредната сезона да биде овозможен да работи. Кога зборуваме за феријалните објекти, можеме да кажеме дека се тоа објекти кои нудат најефтин пансион во цела земја. Тоа го потврдивме и во летото што помина. Феријалното летовалиште Студент од Претор, Младост во Охрид и Преспа во Претор нудеа многу ефтин и удобен феријален смештај на езерата што ги има нашата република. Се организираше екскурзија со патување во Италија, односно во Трст и Венеција. Екскурзијата чини 60.000. Ќе патуваме, поаѓањето е на 30 овој месец, се патува до Трст и Венеција, враќањето ќе биде во сабота навечер најверојатно. Таму ќе останеме во петокот цел ден да набавиме некоја роба, фармерки, блузи и така. Деновија во тек е, односно, се организира едно патување низ Југославија. Најавено е дека нова патување кој го организираат студентите феријалци од студентската населба Стив Наумов во Скопје, дека ќе се патува од Скопје за Трст, а потоа враќањето е преку Јадранската магистрала. Разговараме со двајца студенти организатори на ова патување. Која е цел на ова патување, која е програмата и каде се ќе се патува? Па види, неубаво се изјаснавте, почеток не е за Трст, туку е се организира со цел да се посетат главните градови на нашата земја и некои позначени знаменитости во неа. Како, например, тука пред се постојна јама и други. А колку дена е патувањето и колку изнесува цената за ова патување? И што се добиваат феријалците кои ќе патуваат? Па феријалците цената изнесува 600 динари, а
феријалците во склоп на таа цена ги имаат сите попусти што ги дава железницата, друго нема. А и вие сте исто така еден од организаторите на ова патување. А по кој пат ќе се движите? Па ние тргнуваме, утре тргнуваме од Скопје, одиме Белград, потоа Загреб, Лјубљана и потоа одиме Сежана и потоа има студенти кои ќе одат за Трст. Не знам сега дали сите ќе идат, некои се заинтересирани, некои, а додека другите ќе свратиме во Постинска јама, таму ќе се држиме, ќе одиме во јамата, потоа ќе ги причекаме оние што ќе се вратат и потоа се враќаме по Јадранска магистрала или пак преку Загреб, Белград и Скопје. Видете, ова е едно патување кое нашата настилба често организира. Мислам, ние овој ден се собравме сите вака заедно околу 40 мина да го посетиме Трст, а во меѓувреме мислам ќе патуваме исто така, ќе видиме нашата убава земја со сите нејзини убавини, нели? Сигурно дека во Трст ние ќе видиме многу интересни работи, а покрај тоа ова екскурзија ќе искористиме, мислам, и вака да ја обновиме својата гардероба. Да одем малку да се прошетам, да видам нешто така, екскурзија чисто. Нешто ако можам ќе купам, ако не, така. Сум бил во Италија едно 7 пати, патувам со цел малку да се прошетаме, да купиме некој пар фармерки, гардероба, вака нешто. А дали се исплаќа да се патува во Трст? Па, може би се исплаќа и се исплаќа навеќе заради гардеробата што ја земаме за нас, а инаку вака за шверц во последно време не се исплаќа пошто е доста скапо. И вие сте патувате во Трст? Да. А зашто патуваш во Трст? Па ево, како што слушнавме од овие нашиве другари, дека сите патуваат од инспирација тоа да ја подноват гардеробата. Јас мислам дека и кај нас тука може да се најде убава гардероба, само разликата е малку во цените и може би има некои оправдување, а јас лично одам од една малку и авантуристички вака погледи, запознавање со нашата земја, убавините, потоа нешто сознавање со Трст и покрај тоа што е времето вака мало. Феријалниот сојуз за своите членови дава регрес од 70%. Токму затоа во нашата емисија го поканевме претседателот на претседателството на универзитетската конференција, другарот Ванчо Анастасовски. Другар Ванчо, во последно време забележливо е тоа дека повторно се користат патувања за Трст, а тоа не е во согласно со геслото на феријалната организација Запознај татковината за да ја сакаш повеќе. Па видите, во врска со тие такви патувања што ги користат, пред се треба се знае дека тој регрес не го користи само Феријалниот сојуз, бидејќи не го користат уште 3 општествени организации како што е Планинарскиот сојуз, Извиндички сојуз и Сојуз на социјалистичка младина. Универзитетската конференција во врска со ова користење, неправилно користење на таков регрес, ние презедовме мерки со тоа што уште пред 2 години чисто иницијатива беше наша да се укине такви патувања и на седница на Републичка конференција на Феријален сојуз беше донесено заклучок да се укинат такви патувања. Универзитетската конференција, бидејќи понатаму се јавуваше такви работи да патуваат некои феријалци, ние донесоме заклучок да секој заверување на патна листа иде само преку Универзитетската конференција, со тоа што ние ги повлекоме сите печати од феријалните дружини. Феријалната организација, поточно Универзитетската конференција на Феријалниот сојуз е една од најмасовните организации, всушност таа е 6-та општина при градската конференција на Феријалниот сојуз во Скопје. Колку членови има
колку дружини, воопшто кои активности ги спроведе универзитетската конференција? Па моментално во универзитетска конференција влегува 10 дружини при сите факултети на Универзитетот Кирил и Методи. Членови во овој момент точно не знам да ви кажам, но иде околу 3000 до 3500 вкупно од сите дружини. Активностите на универзитетската конференција се сведуваат на тоа што да секоја акција на ферените дружини се координираат заедно со универзитетската конференција, но која можам да кажам во овој момент дека според финансиите како стои не може да ја пројави она активност која што се бара од незе. Се чини дека е најактуелно и во младинската организација и во другите општествени организации, па и во Феријалниот сојуз, просторниот проблем. Како стои тука универзитетската конференција и дружините при универзитетот? Универзитетската конференција со простор мислам многу лошо стои, бидејќи ние имаме една барака во која можам слободно да кажам условите за одвивање на состаноци се многу тешки, а додека при Феријалната дружина при архитектонско-градежниот факултет, сега каде што се наоѓаме, е една од најдобрите простории. И мислам дека би требало малце да се обрне поголемо внимание за просторното прашање во врска со универзитетската конференција и феријалните дружини. Ванча, дали наоѓате разбирање кај другарите од Сојузот на социјалистичката младина, поточно од универзитетската конференција, исто така и од ректоратот, од деканатите на факултетите и висшите школи при универзитетот? До сега немаме многу големо разбирање од нив, бидејќи има, на пример, кажувам да прошлата година има некои средства од универзитетска конференција на социјалистичка младина, кои до ден денес уште не се префрлени на наш рачун, а додека од универзитет Кирил и Методи ние месечно добиваме финансирање од 200.000 стари динари, кои средства се толку минимални да не знаеме што поправо да исплатиме, дали вода, струја или да платиме техничкиот секретар. Така да средствата е толку мали да не знаеме, не можеме да правиме она активност која се бара од универзитетската конференција. Можам слободно да кажам дека феријалните дружини се повеќе финансирани од самата универзитетска конференција.